Почитувани медиуми, почитувани граѓани. За Гостивар има папка со факти. Савески кога ќе се врати од екскурзија да постапи веднаш. Министерот за здравство Клековски конечно прозборе. Призна дека во водата во Гостивар имало многу различни бактерии и вируси. А премиерот Мицковски ги уверуваше граѓаните дека водата е технички исправна. Како владата ги уверуваше граѓаните дека водата е исправна и може да се користи како техничка? Никогаш не беше објавена анализа. Кој потпишал, кој дозволил. Поминаа 4 недели и никој не одговара за труењето со вода во Гостивар. Граѓаните чекаат, а обвинителството се уште молчи. До кога? Да не е обвинителот Савески на екскурзија исто така? Еве 10 факти за обвинителот Савески да постапува. Загадувањето на водата во Гостивар започнало на 25 јуни. Првите случаи со симптоми на труење биле регистрирани на 13 јули, по 100 и по 200 нови случаи дневно. 5 дена никој не реагирал и не презел ништо. Првите препораки биле објавени на 18 јули, а 3 дена пред да се објави дека водата е загадена, Центарот за јавно здравје Тетово издал извештај дека водата е безбедна за пиење. Значи 22 дена граѓаните на Гостивар се труеле со загадена вода со фекалии. Резултатот 4700 граѓани отруени. На 23 јули премиерот Мицковски најавува техничка вода за користење, а до крајот на таа недела и вода за пиење. Потоа Тошковски рече дека се врши хиперхлорирање на водата и стана експерт за анализа на вода. 4 дена по најавата на Мицковски, на 27 јули, Тошковски јавно ќе соопшти дека Гостивар доби техничка вода која може да се користи за капење, но не и за пиење. Никогаш не беше објавен документ, анализа на водата, кој одобрил, кој потпишал дека водата може да се користи како техничка. На 3 август, значи после цела недела од изјавата на Тошковски, Стојанче Ангелов ќе објави дека во водата во Гостивар има бактерија. Па како им кажа на луѓето дека може да ја користат водата техничка за пиење и миење ако има бактерија? Тотален хаос и распад. Вчера, на 7 август, министерот Клековски ќе соопшти дека во водата во Гостивар имало многу различни бактерии и вируси. Клековски минатата недела најавуваше дека водата наскоро ќе биде за пиење. Сега е полна со бактерии. Не една, туку многу различни. Илјадници луѓе се отруени, речиси 5000 луѓе завршија по болници. Еве ги фактите. Се му е спремно на Савевски, па кога ќе се врати од екскурзија, еве, го чека. Нека постапува. Ви благодарам.